Почитувани гости, дами и господа, имаме чест денес да ја обележиме 115-та годишнина од Конгресот во Битола. Клучен момент во историјата на албанскиот народ, кој ги постави теmelите за стандардизација на албанскиот јазик. Доколку денес, во повеќе од еден век, сакаме да направиме евалуација на тој историски настан, можеме да заклучиме дека се работи не само за чин со фундаментално значење за културниот идентитет и различното единство на албанската нација. Именно тоа што Конгресот е одржан во Битола укажува на неспорниот факт дека во историска перспектива во Македонија живееле, коегзистирале и се уште живеат и ќе живеат едни со други различни етнички заедници, вклучувајќи ги и македонците и албанците. Ова значи прво дека темелите на современата македонска држава и општество допираат длабоко во историјата, а второ не помалку важно дека во основата на тие темели е подчитка и промоцијата на мултијазичноста и мултиетничноста, што бездружно придонесува за нивниот обстанок и траење низ вековите. Конгресот во Битола, одржан во ноември 1908, бил собир на лингвисти и визионери, која препознале потребата од создавање на единствена јазична платформа, која ќе ги поврзува локалните албански заедници на Балкан. Главната цел на кодификацијата била и повеќе од јасна: да се создаде азбука и јазичен стандард, што ќе послужи за премостување на празнините меѓу различните дијалекти кои ги зборува албанскиот народ. Таа 1908 година во Битола биле надминати регионалните разлики, со што било унифицирано богатото јазично наследство на албанците. Поради нашите историски премрежија и оспорувања од соседите, ние, македонците, најдобро знаеме какво значење имаат одлуките од Конгресот во Битола за нашите сограѓани албанци. Усвојувањето на современата албанска азбука беше критичен предуслов за застрастување на нивниот јазичен и етнички идентитет. Унифицираното албанско писмо стана каменен темел на културната преродба, поттикнувајќи го чувството на национална гордост и солидарност меѓу албанците. Република Северна Македонија, поради својата специфична внатрешна структура, секогаш придавала исклучително значење на зачувувањето, развојот и почитувањето на јазичното и културното наследство на секоја заедница. Ние со години наназад, како држава, во континуитет потврдуваме дека ги препознаваме и вреднуваме различните јазични и културни идентитети и во таа смисла сме редок позитивен пример на целиот европски континент. Тоа не значи дека на тој пат сите дилеми и предизвици се расчистени или дека меѓуетничката толеранција и подчита кон поинаквите од нас е дефинитивно научена лекција. Меѓутоа неспорен факт е дека македонскиот модел на мултикултурна коегзистенција ги инхибира потенцијалните тенденции за внатрешно раслојување и поделби, што според моето длабоко уверување ќе придонесе наредните години и македонскиот и албанскиот јазик после долго патување да станат дел од заедничкиот европски јазичен простор во рамки на Европската унија. Во тој контекст не смееме да ги игнорираме или подцениме предизвиците, но немаме ниту една причина да не ги потенцираме и славиме успесите кои има обликувано еволуцијата на македонскиот и албанскиот јазик. Наследството од Битолскиот конгрес, иако оформено пред повеќе од едно столетие, е актуелно и во современиот јазичен контекст. Стандардизираниот албански јазик оможува генерации и генерации ефективно да комуницираат меѓу себе, надминувајќи ги географските и социјалните бариери. Во глобалната ера, во која комуникациите го унифицираат светот, нациите нема да можат да учествуваат без опасност по својот идентитет, ако претходно не се унифицирани во рамките на својот јазичен дискурс. Прославувајќи го овој јубилеј, потребно е повторно да се навратиме на основниот принцип кој ги водел учесниците на Битолскиот конгрес. А тоа е дека секој јазик помеѓу останатото треба да биде извор на единство, на разбирање и на гордост. Денес,
115 години подоцна. Треба да гледаме кон иднината со оптимизам и обновена посветеност кон нашата заедничка република, како мултикултурна заедница која го признава и почитува различното етничко и културно потекло, како и јазичниот идентитет на сите своји граѓани. Почитувани, Северна Македонија се соочува со вечниот предизвик на балансирање на меѓуетничките односи со цел промовирање на еднакви можности за сите граѓани и тоа го прави во нестабилно надворешно окружување, оптоварено со територијални конфликти, историски фрустрации и национализм. Меѓутоа, единствениот пат кон инклузивна држава е преку етаблирање на систем во кој доследно, а не само формално, се почитуваат воспоставените правни рамки и се креираат политики кои никого не дискриминираат. При тоа е јасно дека идентитетот на државата се гради преку негување на посебните идентитети на секоја етничка заедница. Додека се движиме низ комплексностите на мултикултурализмот, треба да разбереме дека вистинскиот, а не риторичкиот мултикултурализам подразбира да не бидат запоставени јазиците и на другите хомофобни етнички заедници. Мултикултурализмот е драгоцено богатство и во историски и во современи контексти. Акцентот на јазичната, културната и етничката разноликост ја наносува важноста од поттикнување на инклузивност, разбирање и соработка во сите сфери од нашето заедничко живење и работа. Почитувани, државите не се распаѓаат заради јазичниот плурализам. Најмалку заради зголемување на квантумот на јазични права на било која етничка заедница. Државите назадуваат ако не го користат потенцијалот на секој свој граѓанин, секој од нас во своите животни и професионални битки влегува со она што го носи во себе, своите знаења и вештини, своето искуство и својата совест. Но во сите животни битки влегуваме пред се со нашето име и идентитет, а тие се подпираат од нашиот мајчин јазик. Нека е честит и некој денот на власка азбука, Језуар Тита е алфабетит, е љукес